Во време кога најчесто зборуваме за одлив на мозоци, постојат и млади научници кои создаваат меѓународно препознатлива наука од Македонија. Со 46 научни трудови објавени за само 4 години, истражувања за медицинска масажа, окупациона терапија и терапија со животни во третман на ментални нарушувања, магистар Денис Арсовски се обидува области што со години се сметале за алтернативни да ги постави на цврста научна основа. Дали современата медицина е подготвена повеќе да се отвори кон нефармаколошките терапии и колку системот во Македонија ги препознава младите научници? Добре дојдовте во ново издание на Да си кажеме. Во студиото е Денис Арсовски, предавач на Високата медицинска школа во Битола. Добре дојдовте во студиото на Телма. Така, најпрво да ви се заблагодарам што го вреднувате трудот на младите истражувачи, ме поканивте во емисијата. Искрено се надевам дека во текот на емисијата ќе ги потикнеме младите да бидат желни за наука, за истражување, за знаење и така натаму. Да, тука сте затоа што имате импресивен бекграунд, 46 научни трудови за само 4 години. Бројка што ретко се гледа и во многу поголеми научни системи од овој нашиот. Како изгледа патот на еден млад научник во Македонија? Еве да тргнеме со науката. Потоа за она со кое се бавите секој ден. Така, навистина е тешко, меѓутоа доколку имаме поддршка од постарите, оние менторите кои што научеле, навистина патот за да се направи еден научно-истражувачки труд тогаш да може да биде многу лесен. Да. Колку е тешко да се гради научна кариера во земја каде што истражувачката инфраструктура и финансирањето на оваа проблематика се исклучително ограничени? Искрено премногу енергија одзема, бидејќи било каде во светот да се објават трудовите, особено оние кои што се високо индексирани, бараат доста финансии, каде што нашата држава не може да ги овозможи за секој поединечен научник, така да доста предизвикувачки е во однос на објавувањето на научни трудови, па дури и самото правење. Имате само 31 година и 46 научни трудови. Што значи тоа за 4 години објавите 46? Колку месечно, колку работа на ден е, да го преведам тоа во работни часови и како се подготвуваат научни трудови? Зошто е тоа еден од клучните проблеми кога станува збор за реформата на високото образование, односно продуцирањето на научните трудови е нешто на кое потфрламе и како универзитетска академска заедница и поради тоа рейтингот на нашите универзитети е таков каков што е. Така, академската слобода нам ни дава многу голем простор за да можеме да истражуваме, да гледаме идеи, да гледаме тие идеи да се уникатни и така натаму. Меѓутоа најголем дел од научно-истражувачките трудови се токму работата во летниот период, каде што сите мислат дека универзитетските професори се на еден долг годишен одмор заслужен, меѓутоа сите баш тогаш и во тој момент ги правиме трудовите. Еве еден типичен пример, една типична мета-анализа може да заземе премногу, може и со месеци, околу вас се околу 50-60 трудови каде што самите ги анализирате, ги спојувате, се со цел за да се добијат некои соодветни податоци, кои што мора да бидат уникатни. Добро, вашите трудови се објавени во списанија, индексирани во Web of Science, Scopus и EBSCO. Што тоа значи во превод за нашите гледачи и генерално што тоа значи за еден научник од Македонија и зошто е тоа важно? Вака, прво морам да напоменам дека мора да дадеме простори на оние списанија кои што не се индексирани во Web of Science и во Scopus. Еден типичен пример, мојот труд кој што е поврзан со пет терапијата, Animal Assisted Therapy, еден од најцитираните, па сепак не е високо индексиран. Тоа е оној со 65.000 прегледи во тоа научно списание? Да, тоа списание е од Јужна Кореја, каде што таму навистина многу се занимаваат со алтернативните форми на медицина и така натаму. Да. И навистина беше тешко искрено за да може да влезе, да се публицира, односно тој труд и покрај сите рецензии од околу 4 до 6 во зависност од списанието рецензенти. Може да ми кажете кој е насловот на вашиот последен научен труд и на што се однесува тој? Мојот последен научен труд точно излезе вчера, буквално во едно бразилско списание, каде што видовме прогресијата на рехабилитацијата после фрактурите на хумерус. Во превод? Што значи ова? После скршеница на горниот екстремитет, увидовме која е како резултат на самата рехабилитација како може да биде прогресијата врз опсегот на подвижност на рамото. Значи, односно увидовме како еден вид на протокол, кој што нормално не може да се стандардизира се уште, кој вид на вежби, кој вид на електротерапија, односно физика, методи на рехабилитацијски методи би можеле да влијаат на опоравувањето, на побрзото опоравување од страна
нели кога станува збор за скршеница на кумерус. И што е нешто ново што донесува како додадена вредност вашиот научен труд, што досега на пример не е истражено и докажано? Па ние во моментот, односно во последниот труд ги меривме во моменти опсегот на подвижност и точно да видиме нели го гледавме полот, значи колку има разлика, испадна дека воопшто нема разлика помеѓу машкиот и женскиот пол, се извинувам, и најмногу ни даде она всушност мерењето на секоја недела на опсегот на подвижност кој што го правевме во за повредено рамо зборуваме конкретно. За повредено рамо, така. Добро, вашите истражувања и генерално, не само овој вчера објавен во бразилско списание, во бразилско списание, така, се фокусирани на медицинската масажа, на така наречената окупациона терапија и научно засновани аспекти на алтернативната медицина. Зошто ги избравте токму овие области кои со години се на некој начин маргинализирани кога станува збор за академските средини? Така. И што значи точно терминот окупациона терапија? Така, јас ќе започнам со окупационата терапија. Тоа всушност представува и една медицинска и социјална гранка во која што се труди како наука да помогне што повеќе всушност лицата да ги извршуваат посамостојни активностите од секојдневниот живот. Што повеќе да бидат функционални покрај таа попреченост, повреда и така натаму. Во нашата држава за жал се уште нема студентски програми по окупациона терапија, а јас соработувам со многу мои колеги дури од клиниката Мајо Рочестер, во кој што и сум еден од уредувачки одбор на списанието во акутна нега во окупационата терапија. Каде е таа клиника? Во Канада. Добро. Ја има и во Канада и во Америка. Да. Од таа причина некако ме заинтересира окупационата терапија, бидејќи немаме, па така да можам нели слободно да кажам дека ние веќе акредитиравме од наредната, тоест од септември, дека втор циклус на стручни студии по окупациона терапија, се со цел нели да се зголеми диапазонот на самите, како да се изразам, да се зголеми всушност интересот за окупациона терапија, бидејќи не е само таа е за повреди и за болести, туку и за лица со попреченост, а свесни сме нели дека навистина потребата е се поголема и поголема во однос на тоа. Го делите впечатокот што го дадов во делот претходното прашање дека во Македонија медицинската масажа, оваа окупациона терапија која велите не е доволно призната и застапена ниту како на научна основа, во Македонија и сите овие методи се гледаат како практика, а не како наука. И зошто е тоа така? Токму така, еден типичен пример за медицинската масажа. Медицинската масажа е и уметност и наука. Меѓутоа, за да обстане како наука, мора да се истражува. Многу се мали истражувачите во нашата држава кои што всушност ја истражуваат масажата. Јас имам еден типичен пример каде што баш тој труд е објавен во Web of Science и во Scopus. Тоа е интернационално списание за терапевтска масажа, која што потекнува од Канада. Една лонгитудинална студија каде што нели ги истражувавме ефектите на оние работници, почнувајќи од IT секторот до општи работнички, до административци и така натаму. 170 и нешто испитаници имавме, каде што, односно имав, бидејќи сум сам како автор на тој труд, каде што се укажа дека редовната масажа на грбот и особено на цервикалниот дел во голема мера може да помогне при болките во вратот. Меѓутоа, доколку самите лица еднаш неделно или во однос на 2 недели немаат масажа, болката пак им се враќа, која што е мерена со визуелната аналогна скала. Дали во Македонија современата медицина почнува да ги признава овие пристапи, ова на што вие сте фокусирани секојдневно работите, како сериозна научна дисциплина, или се борите и тука со ветерници? Искрено, медицинската масажа си е дел од рехабилитацијата, како еден широк поим, и несомнено е многу важна во однос на рехабилитацијата. Тука прашањето би било во однос на алтернативната медицина, каде што сепак имаме различни интегративни методи, алтернативни методи кои што сепак се уште се испитуваат за да видиме која е точноста и односно кој е ефектот во однос на алтернативната медицина, па така што сепак нели алтернативната медицина треба да остане како суплемент, како додаток во терапијата, не може да биде како прв вид на третман. Се разбира за одредени
нели модалитети на алтернативната медицина. Рековте во претходниот дел дека сте успеале да докажете или дека е докажано дека со таа медицинска масажа може да се избегнат, односно да се излечат болките во вратот. Да, точно. Ако престане таа масажа, болките повторно се враќаат. Точно, да, така. Имате ли до сега некаква научна анализа, нешто што е потврдено со статистика или било како, дека голем број луѓе денеска во Македонија пијат лекови против болка, а всушност би можеле да си помогнат со правилна терапија или со рехабилитација? Има ли статистики? Се уште не. За таков вид на податок се уште не и генерално многу лица се всушност повеќе и повеќе се фокусираат на оне фармаколошки третман. Меѓутоа мое лично мислење е дека сепак можат и другите рехабилитацијски модалитети да ја намалат болката. Например, масажот и така натаму. Мора да напоменеме дека масажата не е толку наивна, има и контраиндикации, па така што треба многу внимателност во однос на нефармаколошкиот третман. Генерално во светот се повеќе и повеќе се фокусираат на нефармаколошкиот третман. Почувајќи од алтернативна медицина, почувајќи од медицинска масажа и така натаму, па верувам дека за многу кратко време и тој кај нас ќе дојде. Сега како е кај нас? Кога станува збор за алтернативната медицина наспроти на онаа традиционална медицина? Практиката на алтернативната медицина во нашата држава не е многу на забитно ниво, искрено да кажам. Затоа што се уште сите модалитети не се премногу докажани, нема многу истражувачи кои што буквално го истражуваат ефектот од тие алтернативни методи, така да не можам да кажам дека алтернативната медицина зазема еден сериозен простор во нашата држава. Сте имале можност во вашата пракса, во вашето делување низ годиниви да зборувате со врвни лекарски имиња од Македонија и да дискутирате на оваа тема? Каков е нивниот став кога станува збор за алтернативна наспроти традиционална медицина? Мислењето е поделено. Многу од самите доктори, професори и така натаму, некои веруваат во оној стандардизиран, значи фармаколошки третман, други малку го потенцираат и алтернативниот пристап, така да мислењето е сериозно поделено во однос на овие пристапи. Меѓутоа имате впечаток дека расте свеста во однос на се поголемата употреба на алтернативната медицина. Точно. Добро, во на научно списание што го спомнавте од Кореја, мислам, така, да. Рековте, кој има над 65.000 прегледи, станува збор за истражување, барем така успеав да прочитам, за терапија со животни. Така, да. За што точно станува збор и што покажуваат резултатите од тоа истражување? Јас првично морам да во нашата држава, мислам дека не сум сигурен во однос на оваа информација, меѓутоа знам дека Animal Assisted Therapy е во клиниката за детски болести, значи успешно е имплементирана таму, кај професорката Софијанова. Мислам, че не сум сигурен дека се уште има и на клиниката за психијатрија од неодамна куќа, која исто така им помага на пациентите? Да. Всушност во овој труд јас направив еден сериозен преглед на литература, каде што увидов, односно, која е всушност релацијата и односно кои се ефектите од терапијата со помош на животни кај лицата со ментална попреченост, односно, во кој што се увиде дека навистина имаат добар ефект самите животни. Ги објаснував нели оние физиолошки ефекти кои што настануваат при игра со милениче, со животно и така натаму. Исто така во подобрувањето на самите состојби кои што ги имаат психијатриските пациенти, па дури искрено во последно време многу од самите лица, типично пред еден месец имаше една личност од Лондон во која што ме контактира за всушност да и помогнам во однос на изборот на самото животно и така натаму. Како всушност контактот со животно може да влијае врз менталното здравје? Што се случува во организмот? Па еден типичен пример би ви дал кога на мало дете му купиме кутре. Значи тоа колку и да биде или агресивно или воопшто незаинтересирано, знаеме дека денес со телефоните сериозна работа кај децата, меѓутоа кога родителите му купат кутре, тоа веднаш станува посмирено, значи заинтересирано, едноставно има како едно добро чувство во однос на самото животно. Станува збор за покачување на кортизолот и така натаму, тоа се некои физиолошки параметри, меѓутоа ние за да можеме да имплементираме тука, нели, на широка основа во нашата држава, мора да се грижиме и за здравјето на животните.
бидејќи станува збор за популација доста, мислам, не само за психијатриските пациенти, туку генерално за лицата со попреченост, кои што навистина има. Да, бидејќи ја истражувате терапијата со животни, а рековте соработувате и со клиники од Канада и од други земји. Да. Кај нас на ниво на пилот проект или еве почеток на клиниката за психијатрија, при универзитетската клиника во Скопје, дали имате сознание дека во голем број земји терапијата со животни е дел од официјалните здравствени системи? Јас сум сигурен дека во барем оние држави каде што ги имаме анализирано, каде што всушност нели се веќе имплементирана терапијата со помош на животни, многу успешно работи, особено кај лицата со ментална попреченост. Спомнавте намалување на кортизол, зголемување на друг хормон. Што тоа значи во практика? Како пример би ви дал оние психијатриски нарушувања каде што имаме нели сериозни нарушувања во оние физиолошки параметри. Всушност самиот допир со животното, самата игра со животното всушност ги нормализира, делува како една хомеостаза во организмот. Да. Добро, ја спомнавме неколку пати традиционалната медицина наспроти алтернативната и она третман на болка со лекови и она другата со масажа или со рехабилитација. И темата генерално на глобално ниво за нефармаколошките терапии, односно третман на болести и разни болки, станува сепак поактуелна, а во исто време и менталните нарушувања на глобално ниво растат, за жал. Дали мислите дека или од база на она што досега го прочитавте и го предочивте во ваши научни трудови, имате впечаток дека иднината е комбинација на лекови и вакви терапевтски пристапи, алтернативни, како терапија со животни или нешто друго? Така, јас искрено би ви кажал, едноставно, самото одобрение од лекарот, дали матичниот лекар, дали било кој специјалист, доколку нели дозволи алтернативни форми однос на лекување како додаток, како суплемент, е во ред. Меѓутоа, им советувам на сите гледачи нели да не на своја рака никогаш да не консумираат било кои алтернативни форми или така натаму, се со цел за подобрување на намалување на прогресија на болест, повреди и така натаму. Имаме премногу начини на кои што може да се третира со помош на алтернативната медицина. Така да за сега би било само еден совет од страна нели на професионално здравствено лице, доколку може да се користат тие форми, доколку не остануваме на конвенционалната медицина, се додека сите форми не се соодветно докажани. Добро, подолг период го истражувавте и ефектот на медицинската масажа врз хронична болка во вратот. Токму во вратот. Точно. Што покажа резултатите од тоа истражување? Тоа е буквално тој труд кој што го говоревме, каде што нели болката навистина се намали со масажи 2. Да. Добро. Ништо повеќе од половина час масажа, бидејќи нели имаме само сегментарна масажа на грбот. Многу е добро нели да се опфати целиот грб, не е само значи цервикалниот дел, бидејќи знаете, тие луѓе кои што примерете, типичен пример кои што работат на компјутер, тие и седат долго време. Па така да многу е. Да, биле вклучени, читав луѓе од текстилна индустрија, луѓе од IT сектор. Точно. Различни се болките во вратот, различни се причините за болките во вратот, различен и ефектот. Кај на скала од 1 до 10 таму ги степенувате. Тоа е визуелната аналогна скала каде што беше мерена пред третманот и по третманот. Бидејќи се оградувате постојано за да не дојдеме во опасност дека протежираме надри лекарство или нешто слично, и немаме таква намера воопшто, меѓутоа сепак, бидејќи тема на вашите истражувања е тоа, медицинската масажа, една од темите, дали сметате дека медицинската масажа треба да стане, да биде составен дел од терапијата, а не само како средство за релаксација? Вака, медицинската масажа е составен дел од рехабилитацијата и тоа не е алтернативна форма, односно медицинската масажа не е алтернативна форма. Значи се учи во здравствени училишта и тоа е еден сериозен модалитет на рехабилитацијата. Меѓутоа имаме форми на масажа како на пример ломи масажа, ортопедска масажа. Генерално тие се уште не им е докажан ефектот дека можат навистина да станат дел од конвенционалната рехабилитација. Така да масажата генерално е поделена, па и од таа причина нели имаме и козметички масажи, меѓутоа и оние сериозните медицински масажи, каде што навистина мора да се направи разграничување и тежина во однос на самите техники, на самите насоки на масирање и така натаму. Добро, сепак, дали модерната медицина премногу се потпира на лекови,
а премалку на оние други методи, нефармаколошки методи. Мислам, преголемата употреба на лекови во Македонија е позната. Тоа е болка на која предупредуваат, алармираат и врвните лекарски имиња во Македонија. Да, Сведоци сме за тоа и генерации израсна на антибиотики кога треба и кога не треба. Многу лесно низ годиниве назад се препишуваат лекови и кога навистина нема вистинска причина за тоа. Многу е различен пристапот кога станува збор за лекарска терапија во Македонија и во останатите европски земји. И затоа ве прашувам како човек кој го истражува оној друг дел на медицината, каков е вашиот впечаток во однос на тоа? Дали претеруваме со нешто? Во однос на текот на мојата работа и истражување, јас се согласувам, мислам дека и имавме на европско или светско ниво, не знам точно каде што имаме преголема употреба на антибиотици. Меѓутоа во однос на моите истражувања одат едни позитивни резултати каде што навистина може и да се проба, во однос која е причината, мора да се знае која е позадината на самата болка, за да знаеме во која насока да одиме. Имаме некои едни тешки случаеви при лумбална дискус хернија каде што навистина само индициран хируршкиот третман, потогаш пак почнува на постоперативната рехабилитација, така да пак да се навратам во однос на моите истражувања имаме една светлина во однос дека тоа навистина можат алтернативните форми да помогнат, меѓутоа само доколку навистина се докажани со рандомизирани, значи истражувања со контролна група и така натаму, значи со одветни протоколи и така натаму. Рековте дека за разлика од некои други образовни системи во Македонија нема формални студии за окупациона терапија. Така, да. Има ли оваа терапија големи ефекти и дали треба да, а ако има во рехабилитацијата при една повреда голема улога, треба ли да стане дел од институциите, да биде институционално внесена на некој начин? Јас сметам дека навистина окупациониот терапевт има многу важна улога, особено во здравствените установи и така натаму. Самиот окупационен терапевт ќе помогне самото лице од различни причини, не би сакал да наведувам болест или повреда или било која друга попреченост, може во голема мера да помогне со тоа што колку е возможно на преостаната функција, подобрување на функцијата, враќање на функцијата, се што е можно, колку што е повеќе можно посамостојно да ги извршува активностите од секојдневниот живот. Тоа е еден сериозен мотиватор за тоа. Значи прави модификации во домот. Еден типичен пример каде што имаме сериозен пораст на самите деменции. Тој всушност со својата креативност, бидејќи имаме и доста креативна терапија тука, со својата креативност ќе помогне колку што е можно, во зависност од прогресијата на таа болест, посамостојно и самостојно да живее тоа лице. И тоа ни е целта. Добро, тргнавме некако многу со алтернативната медицина наспроти конвенционалната. Го запоставивме оној дел заради кој ве поканив тука, науката, она што го правите во изминатите 4 години, а тоа е научни трудови. Како изгледа ваш работен ден? Вие ве представив и така и ве подпишавме како предавач на Високата медицинска школа во Битола. Во што се состои, како ви е организиран работниот ден? Работниот ден ми започнува генерално со предавање на студентите, каде што предавам на студиската програма за физиотерапевти. Подоцна едноставно се подготвувам и навистина еден интересен податок е самата комуникација со студентите, бидејќи навистина мора да биде отворена таа комуникација доколку сакаме да самите студенти да излезат со вистинска диплома, со вистинско знаење од таму, тие ги даваат најголемите идеи. Со своите прашања, со таа дискусија, тие ми ги дават најголемите идеи за нешто, па зошто е тоа така, ајде да истражиме и слично. Јас еден типичен пример имав една студентка која што сериозно работеше во доживотна рехабилитација за лица со попреченост, каде што и го доби првото место на универзитетската студентска конференција. Така да ги бодрам самите студенти и тие да истражуваат. Моето работно време искрено не завршува, значи од Високата медицинска школа. Благодарение на моите колешки кои што се прекрасни во Високата медицинска школа, имаме еден колективен модел и така да мојата идеја ќе прерасне, односно со моите колешки ќе прерасне заеднички и така излегува трудот, каде што продолжува и после работното. Добро, велите истражувате и собирате податоци во Македонија, а потоа ги објавувате во меѓународни списании,
списанија во различни земји. Дали е потешко или полесно да се биде препознаен надвор? Всушност, како доаѓате до контакт до тие научни списанија? Тие ве бараат вас за да ги објават? Не, воопшто не. Како функционира тој систем? Генерално знаете дека самите високо индексирани списанија од Web of Science, од Scopus и така натаму, тие се плаќаат и навистина е сериозна сумата финансиска, мислам, за објавување, па така да јас можам да кажам дека некаде може и повеќе од недела дена ми треба да ги барам тие списанија. Да ги барам да видам во однос на која е проценталната застапеност. А сите оние списанија каде што сум ги објавил јас високо индексирани, се без нели финансии кои што се нели самите списанија не треба да се плаќаат. Меѓутоа, стапката на прифатеност за тие трудови изнесува од 1 до 14%. Значи, тоа е многу мала бројка, односно од целиот свет, нели сака се повеќе и повеќе индексирани списанија, високи индексирани списанија и навистина за да влезете и да се објави во тоа списание било кој труд, навистина е огромен успех, не е голем, туку е огромен успех. Како се изборивте за место во бразилското списание, каде е објавен вашиот последен труд? Која е методологијата? Методологијата не е толку во методологијата, јас би рекол па дури и среќа некако, не знам како. Инаку тоа списание не е премногу високо индексирано, меѓутоа има многу голема видливост. Знаете, пример, одеме по една патека каде што Бразил има голем број жители. Многу голем број жители, па така да има и многу голем број на истражувачи кои што ќе го видат, ќе го цитираат и тоа е всушност самата суштина на да се подигне индексот на самиот индекс на самиот истражувач. Добро, како Македонија да стане земја што создава знаење, а не само земја која продуцира кадар за востранство? Како да ги задржиме младите научници дома? И дали сме во опасност во тој одлив на мозоци да ни избегаците? Верувам ќе се сложите со мене дури вака по самата литература, по самите информации, телевизија и така натаму, се поголем и поголем број оние баш навистина професионалци во секоја смисла на зборот ни бегаат од државата. Навистина треба некои системски промени да се направат, се со цел за да останат младите научници тука, не само научници, туку и доктори и така натаму. Докторите не мора да значи дека мора да се занимаваат со наука. Која е најголемата пречка за развојот на науката системска во овој момент во Македонија, кога би имале можност, што би промениле? Јас искрено, од моја појдовна точка, јас не гледам некоја сериозна пречка за да останат младите тука во однос на научно-истражувачкиот дел. Значи, доколку се сака, се може. Значи, тоа е еден колективен договор, значи, навистина сите оние кои што веќе имаат искуство, подаваат рака. Така да, мислам дека проблемот е тука треба да се праша, треба да се замоли во однос на истражувањата. Поточно и јас воопшто немав никакво искуство во однос на научно-истражувачката работа, меѓутоа прашував, анализирав и така натаму, па така да и професорите од филозофскиот факултет и од Високата медицинска школа ми подадоа рака, па така да јас си продолжив во таа насока. Во однос на тоа на задржувањето на самите млади научници, доктори и така натаму, мислам дека одиме како држава во добар правец, тоа што најдобрите веднаш да се вработат. И не само да се вработат, туку треба и мислам добри финансии да им се дадат за да останат тука. Каков е вашиот бекграунд? Како тргнавте токму и како навлеговте токму зошто медицинска масажа, окупациона терапија? Јас имам огромно искуство со медицинската масажа и самата пракса, значи тоа е околу 10-годишно искуство со практични вештини и работа со медицинската масажа. Вие сте самиот терапевт? Да, и магистар по специјална едукација и рехабилитација кај моторни нарушувања. И во еден момент си размислувам, па зошто тоа да не се преточи во истражување. Ги имаме подотоците, ги имаме согласностите од самите пациенти, направено етичко мислење од страна на мојата институција и зошто да не се преточи во еден научен труд. Добро, и бидејќи имате 10-годишно искуство, која научна заблуда за медицинската масажа или алтернативната медицина од друга страна најчесто ја слушате? Или има ли нешто такво што е на база на предрасуда или стереотип во Македонија, всушност научно не е така?
Искрено не можам да кажам во однос на заблудите за масажата. Единствено нешто што сметам дека во нашата држава за здравствените работници не е фер е што многу неквалификуван кадар ја вршат медицинската масажа, која што по правило треба да биде од нивна страна релакс масажа, шведска масажа, многобројни масажи. Меѓутоа медицинската масажа е сериозна и само треба да ја прават здравствени професионалци. А имате впечаток дека не е така? Да, дефинитивно да. Добро, додека сме се навративме повторно на тема медицина, масажа и терапија. Која терапија, например, денес ја потценуваме генерално ние во Македонија, а уште утре или за неколку години може да стане стандард во медицината? Имате ли такви сознанија? Знаете како? Еве токму медицинската масажа. Луѓето во Соединетите Американски држави, тие најпрво при одредена болка би почнале на физиотерапевт. Меѓутоа добро, таму нели системот е друго организиран, значи тие генерално физиотерапевтите, лиценцирани физиотерапевти се значи си имаат своја комора и така натаму, комората всушност значи и да имаат и да ги сносат и самите ризици, непосакувани нели несакани ефекти кои што може да настанат од масажата, ние тука тоа го немаме. Така да се надевам дека во многу брзо време ние тоа ќе го имаме, па така дека им се даде и тежина на медицинската масажа од страна на оној кој што ја извршува. А некоја нова терапија, како она што е со животните сега актуелно? Нешто што би било стандард во медицината за една деценија, да речеме? Мислам дека голем дел од алтернативната медицина за можеби не една или две децении може да се докаже на научно ниво и да се имплементира како веќе дел од рехабилитацијата. Добро, споменавме, имате 31 година, предавач на Високата медицинска школа во Битола, долгогодишно искуство како терапевт. Конечно, дали вашата кариера ја гледате во Македонија или планирате и вие да заминете во странство, или кои би биле логични следните чекори? На 31 година, 46 научни труда, што е следно? Искрено, сум добил понуди за надвор од државата. Меѓутоа, мојот универзитет, каде што нели работам, Високата медицинска школа, каде што е нели единица, членка на универзитетот Климент Охридски во Битола, многу голема мотивација ми даде со тоа што јас имам 4 национални признанија во однос на второ рангиран најплоден научник, значи тоа навистина е голема мотивација некој да ве препознае. И мислам дека воопшто не ни размислувам надвор од државата да одам затоа што навистина мотивацијата е на многу високо ниво, како на работното место, така нели и на универзитетско ниво. Сакате да останете тука во науката? Дефинитивно да. Бидејќи државата ви дала вам, ве препознала, сакате и вие да се одложите. Точно, да. Значи ќе се занимавате со наука и со терапија плюс или? Да. Генерално самото предавање, самото држање на предавање така натаму не е ништо доколку ние и дополнително не истражуваме ново. Замислете пример било кој професор кој што има одредени материјали кои што се стари, застарени и така натаму, да го праша некој студент кој веќе знае некој новитет и ние тоа да не го знаеме. Ние константно мора да се напредуваме во однос на истражувања со нови методи, нови модалитети. Сега зборувам нели генерално во здравствените науки, меѓутоа имаме и други науки кои што нели константно мора да се надоградуваме во однос на тоа. Денис Арсовски, различен, односно успешен пример од оние кои сакаат да заминат од Македонија, сака своето знаење да го надградува и да даде придонес во Македонија. Благодарам за гостувањето во денешното издание на Се кажеме. Уште еднаш ви благодарам на поканата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на Телма и имајте убав ден.